Почитувани гледачи, вие сте со регионалните вести на телевизија Кисименада. Во нив ќе гледате: преку протестен марш средношколците од Тетово денес побараа физичко присуство во училиштата. Како изгледа еден онлайн час, пример од гимназијата во Гостивар. Пештерата Убавица близу гостиварското село Горна Ѓоновица привлекува посетители од сите страни на земјава, но и од странство. Рекордна бројка на новозаразени лица со коронавирусот во едно деноночие. Регистрирани се дури 317 нови случаи, од кои 182 во Скопје, Тетово има 8, а Гостивар 11 нови случаи. Починати се 4 лица, а оздравени 104. Преку протестен марш средношколците од Тетово денес побараа физичко присуство во училиштата. Тие велат дека голем дел од нив немаат средства за да купат компјутери да учат преку интернет, а дополнително и националната платформа има недостатоци. Ќе продолжат со бојкотот додека не се исполнат нивните барања. Средношколците од Тетово бараат да учат со физичко присуство во училиштата. Незадоволството од донесените одлуки за следење на онлайн настава денес го изразија преку протестен марш низ градските улици до плоштадот. Тие велат дека голем дел од учениците немаат услови за настава на далечина, немаат средства за да купат компјутер, а дополнително и националната платформа има недостатоци. Потенцираат дека се свесни дека пандемијата постои, но ним им е потребно образованието. Ќе продолжат со бојкотот додека не се исполнат нивните барања. Не функционира националната мрежа за учење онлайн од старт. Значи нема ни кодови за учениците за да влезат во наставата. Јас зборувам и со моите другари кои имаат и кои пробаат да влезат, значи во онлайн платформата, ама и тие не можат да влезат затоа што нема мрежа, паѓа многу лесно. Значи и професорите во училиштата немаат ниту интернет. И додека нашите барања не се исполнуваат, ќе продолжиме да протестираме. Денеска протестираме бидејќи сакаме да учиме во училиште, бидејќи има многу дефекти на платформата. Ние сме ученици кои сакаме да учаме и нема секој интернет и можност да се уклучува во платформа и нема секој компјутер за да учат. До сега во општина Тетово со физичко присуство учат само учениците од прво до трето оделение, бидејќи комисијата не дала согласност на ниту едно училиште. Единствено согласност само за индивидуална настава за инструмент доби музичкото училиште Тодор Скаловски Тетоец. Таблите се заменети со лаптопи, а учениците наместо во училница ја следат наставата од дома. Како изгледа еден онлайн час, имавме прилика да проследиме во гимназијата во Гостивар со професорката по англиски јазик Блери Мамети. Клупите и столчињата се празни. Во училницата е само професорот со лаптоп, учебник и белешки. Порано тоа ќе значеше дека моментално не се одржува час, а професорот се подготвува за наредниот. Но годинова ова е начинот на кој се изведува наставата. Часот тече онлайн, а како тоа изгледа имавме прилика да проследиме во гимназијата во Гостивар со професорката по англиски јазик Блери Мамети. Онлайн наставата е голема промена во образованието и носи потешкоти и предизвици кои ќе мора постепено да се надминуваат. Јас лично, значи прво имав потешкоти со креирање на класови, на клас лично мој. Главниот проблем не беше да го креирам клас, него тие паспорти што беа доделени на учениците, тие не знаеа како да се регистрираат. Тука дополнително 3 дена работевме како да ги внесеме во системот. Потоа требаше и да ми се објасни како тоа функционира.
затоа што апликацијата е на англиски. За нас кои знаеме англиски тоа оди лесно. Но за учениците, па и за колегите кои не ги знаат добро овие термини тука, тоа е проблем. За училишните управи најголем проблем се обезбедувањето на соодветни електронски уреди и стабилна интернет врска, за да може наставата да се одвива непречено. Снимање на лаптоп, слаба интернет врска, иако сега со А1 имаме договор да се појачи врската, чекаме на тоа. Тоа е недостатокот на лаптопи со перформанси што треба да се реализира националната платформа Microsoft. Учебната година почна пред една недела, а за досегашното искуство и доживување на онлайн наставата, професорката Амети вели. Не е исто. Например, јас лично сакам да почувствувам атмосфера. Ми треба постојан фидбек. Ово е англиски час и треба да се слушнеме, па и да се видиме, затоа што некогаш лицето зборува повеќе него што тие ќе го кажат на вистина. Тука не можам тоа добро да го видам, затоа што, например, не ги ни гледам. Само ги слушам и тоа можеби некогаш не ги ни слушам како што треба. Не е исто и не е заменливо, не може да се замени онлайн со лајв наставата. На гостиварска територија согласности за настава со физичко присуство добија само неколку училишта во селата. За останатите, онлайн наставата засега ќе биде секојдневие. Со повеќе забавно-едукативни активности во тетовските градинки се одбележува неделата на детето. И тетовските градинки секоја година традиционално се приклучуваат кон одбележувањето на неделата на детето, со цел најмалите да се запознаат со нивните права, но и со обврските кои треба да ги исполнуваат истовремено. И во време на пандемија градинката Младост организира забавно-едукативни активности за децата со почитување на протоколите. Иако знаеме дека децата сега са во помал број, во секоја група, значи се решивме да тоа биде организирано повеќе во дворовите на градинките, за да имаат дистанца и за да може да бидат на отворено децата. Првиот ден беше куклена представа на децата од големите групи, значи им беше предложено која од куклените представи би сакале они да ја видат, а истата, пошто не смееме од надвор да имаме други луѓе, така самите вработени ја праеја куклената представа пред децата и бевме задоволни од работата што се изведе пред децата, а и децата нормално беа задоволни. Вториот ден, во вторник, имаја завеси од лисјата. Самите децата ги праја во секоја група посебно и беа изложени. Значи, прво собираја лисја и потоа ги редеа за да направат завеса. Третиот ден, денеска, имаме игри во дворот, каде што децата имаат надпревари меѓу себе. Ги ангажиравме и децата од средните групи да бидат заедно свите, за да можат барем еднаш у дворот да видат како е да се биде, бидејќи имаме и нови деца. Не се само старите, тие што биле и порано знаат дека ги организираме ваквите игри секоја година, но новите деца нормално сега се запознаваат со активностите во градинки. Потоа утре имаме сликаме во боите на есента. Децата ќе бидат во холоите, ќе имаат цртежи каде што ќе можат да ги боат и после ќе ги изложат во дворот. Додека во петок ќе имаме денес свириме и играме. Во знакот на детската недела ќе започне и реновирањето на објектот кај спортскиот центар. Освен што децата имаат своји ангажмани за нивната детска недела, значи и управата на градинката си одбра баш за детската недела да започне со реконструкција на спортски центар, да имаме една обележавање на неделата на детето со свите активности.
Инаку во моментов поради пандемијата е намален бројот на децата кои престојуваат во детската градинка Младост од Тетово. Во сите објекти се сместени 150 деца, а дополнително има и слободни места. Од Центарот за социјални работи Тетово ги информираат сите корисници на правата на социјална заштита кои имаат сметки во Евростандард банка и кои се уште немаат отворено трансакцијска сметка во друга банка, во најбрз можен рок тоа да го направат за да може да се изврши исплата на правото кое го остваруваат. Пештерата Убавица, близу гостиварското село Горна Ѓоновица, привлекува посетители од сите страни на земјава, но и од странство. Спелеолошкиот клуб Кораби изминатиот период организира тури во пештерата, за кој велат има огромен интерес. Пештерата Убавица, близу гостиварското село Горна Ѓоновица, прераснува во авантуристичко-туристичка атракција. Ретка со својот раскош од сталактити и сталагмити, создавани со илјадници години, канал со вода, водопад висок околу 7 метри, 5 врела, привлекува посетители од сите страни на земјава, но и од странство. Спелеолошкиот клуб Кораби од Гостивар изминатиот период организира тури во пештерата. Интересот е голем, велат од клубот, со напомена дека групите се со ограничен број учесници заради антиковид мерките. Посетители сме имале од цела Македонија, значи од Битола, од Куманово, од Велес, Скопје. И интересно е што имаме и странски посетители, значи една цела група беа американски државјани кои се заработа во Македонија, така да интересот е многу голем. И сега поради и ковид мерки, групови ни се помали и се пазиме тоа да ни ограничува малце. Организираната тура со обучен водич вклучува превоз до пештерата, ланч пакет, спелеолошки комбинезон и шлем, кои ги обезбедуваат од спелеолошкото друштво. Одредени работи треба да си понесат самите посетители. А за да прошетате низ Убавица, не е потребна некоја посебна физичка подготвеност, но тоа задолжително мора да го направите со обучен водич. Посетителите со себе треба обавезно да носат резервни чевли и чорапи, пошто нозете ти стојат на вода и на излегување се менуваат за да не се разболим после излегување. Нормална физичка подготвеност, значи не треба некоја специјална, не треба да се плаши од темници и да ужива во тоа. Значи има некои места кај ти се гледаат тесни, ама поминуваат, верувајте, и луѓе по 150 кила, а на почеток сите се плашат. За посетите на Убавица, што ги организира клубот Кораби, информации може да се најдат на нивните страници на Facebook и Instagram. Оние кои се уште не собрале храброст да стапнат во пештерата, имаат можност да уживаат во 3D виртуелна тура. Откако вчера беше објавен извештајот на Европската комисија за напредокот на земјата на патот кон ЕУ, еврокомесарот Оливер Вархеј денеска беше во Скопје. Тој по средбата со Заев рече дека дошол да ги пренесе добрите вести. Оти ЕУ е ангажирана да го зајакне проширувањето врз основа на новата методологија. Заев пак оцени дека земјата е на добар пат и треба да продолжи со имплементација на веќе донесените закони. Во извештајот за Северна Македонија е констатирано дека содржинскиот диалог на владата на нашата земја со Европската комисија се наоѓа на многу повисоко ниво. Се наведува дека Северна Македонија во голем број области постигнува високо ниво на усогласеност со европското законодавство и се препорачува имплементација и испорака на уште поголеми резултати. Посебно се извојуваат наодите во областите фундаментални вредности, избори, владење на правото, судството и борбата против корупцијата, од кој може да се заклучи дека земјата е на добар пат и треба да продолжи со имплементацијата на веќе донесените закони и постоечки механизми. Потребно е да видиме резултати за да можеме и
ние да го демонстрираме, да го презентираме, вашата посветеност пред другите земји членки. Ова е еден наистина голем пакет, како што може да видите, тоа се 9 милиарди евро од нашиот буџет, меѓутоа со оглед на тоа што се уште преговараме со нашите меѓународни партнери, институции со кои што работиме во регионот, и имам и во тој поглед добри вести, тие се спогодвени да продолжат да соработуваат со нас и да обезбедат дополнителни 20 милиарди евра за регионот за тие цели. Значи, треба да ги поврземе сите главни градови во регионот. Тоа станува една пречка за трговијата во регионот, значи треба да се поврзе регионот со остатокот од светот што се во поглед на широко појасен интернет. И за да се развиеме потребна ни основната дигитална структура и треба. Ние сме поготвени да работиме со вас, да се постигне тоа и да го направиме вашиот енергетски систем многу посигурен и да работиме на зголемување на расположливоста на енергетските ресурси. Ова може да ги смени нештата на вистина во значителна мера. Во продолжение деталите од полицискиот билтен на секторот за внатрешни работи Тетово. Во текот на изминатото деноноќие за неносење заштитни маски на вкупно 50 лица, 39 од Тетово, 11 од Гостивар, изготвени им се прекршочни платни налози, согласно член 6 од соодветната владина уредба. Во овој период на Тетовско-Гостиварското подрачје на 21 лице од Тетово и 13 лица од Гостивар изготвени им се решенија за изолација од Државниот санитарен и здравствен инспекторат, а контроли им били извршени на 311 лица од Тетово и 109 лица од Гостивар со вакви решенија и не е констатирано непочитување на истите. Вчера околу 20 часот на улица Линденска во Тетово, полициски службеници на СВР Тетово привеле 24, 21 и 45 годишник, тројцата од Република Албанија, кои непријавено престојувале на подрачјето. Тројцата албански државјани се задржани во полициската станица Тетово и предадени во одсекот за прекуграничен криминал, миграција, странци и реадмисија за натамошна постапка. Вчера во 19 часот и 30 минути 64 годишник од Гостивар во СВР Тетово пријавил дека околу 17 часот и 30 минути на улица Илинденска во Гостивар физички бил нападнат од 43 годишен гостиварец, со кого претходно се расправале за паркирано возило пред објект. Се преземаат мерки за целосно расчистување и документирање на случајот. Вчера исто така во 17 часот и 30 минути во СВР Тетово пријавено е дека во Гостиварската општа болница Ферид Мурат бил донесен со повреди 64 годишник од Гостиварско Галате, кој претходно паднал движејќи се по полскиот пат кон автопатот Гостивар Тетово. Се расчистува случајот.
Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Останете со нашата програма, следува спортскиот преглед посветен на надпреварот Македонија-Косово, со изјави на селекторот Игор Ангеловски, капитенот Горан Пандев и останатите репрезентативци. Пријатно!